ден и благодарам на вашето присуство, што одвоивте време да покажете овој многу значаен за нас настан. Јас сум Сашо Маневски, председател на Нов Асно, Благоје Пандовски од адвокатска канцеларија Пандовски, Ангел Радонов од Благоевград, од забранетото од забранетото Сдружение Македонски клуб за етничка толеранција од Благоевград и секретарот Ордан Грозданов. Во овие историски моменти македонската нација се соочува со три стратешки и важни предизвици, од кои едниот е идентитетски. Нашите идентитетски проблеми се решаваат со враќањето на уставното име Република Македонија, како и здружувањето на македонците од цел свет со цел да им се помогне на нашите пријатели, браќа и сестри од Пиринска и Егејска Македонија. Нов Аснон работи во тоја насока и во последните 2 години и проучуваше и анализираше институционалните промени што се случуваа во склопот на Европската Унија, легислативата и институционалната поставеност, се со цел за да се помогне на нашите пријатели од Пиринска и Егејска Македонија. За таа цел побаравме длабинска анализа во врска со легислативните проблеми, како и се поврзавме со нашите од Пиринска Македонија и ги земавме 14 случаи од кои има победено нашите од Пиринска Македонија, ги анализиравме и најдовме можност да делуваме заеднички и да поднесовме представка до Европската комисија против Република Бугарија. Сметаме дека Република Бугарија го крши основното право на здружување, член 2 од договорот на Европската Унија. За таа цел се поврзавме со наши македонци од цел свет и оваа представка е подпомогната од македонци од Европа, Австралија и Канада. И тука сакам да дадам јавна благодарност за прво од двајца членови кои дадоа финансиска поддршка од Нов Асно, Тале Малиот од Калгари и Крис Вржовски од Перт, како и нашите патриоти надвор од организацијата на кои дадоа придонес Бобите Мелков од Торонто, Бил Николов од Македонскиот комитет за човекови права, како и нашите од Европа кои дадоа придонес Симон Поповски, Александар од Франкфурт и Илјо Јанев од Брисел. Исто така имаме уште еден донатор за оваа кауза од Сиднеј кој има долгогодишна забрана за влез во Грција, кој сакаше да остане анонимен. Ова е значаен настан затоа што ќе има легални последици во однос на нашата представка и е еден нов пат за остварување на човековите права на македонците во Пиринска Македонија, кој сметаме дека ние ќе победиме. Ние идеме на победа и за тоа ќе го користиме нашето знаење, интелект и разум. Во исто време, сакам да нагласам и да дадам повик до нашите од Егејска Македонија, кои исто така им се кршат нивните основни човекови права на здружување, да не контактираат на нашата организација и ние сакаме да им помогнеме, имаме финансиски средства, знаење и отворени сме за соработа. Сега би сакал да му препуштам зборот на господинот Благоје Пандовски, кој ќе ја представи представката од една правен аспект. Благодарам. Саша, наистина, кога ми се јавите, пријатно изненаден,
не можат да регистрираат собствено здружение во Бугарија. Имено, предпоставката за нашата соработка беше да најдеме еден ефективен и ефикасен начин, како што кажав, кој не е поврзан со оние европски пресуди од судот, пресуди од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, бидејќи иако чином беа 14 пресуди, сепак нашите здруженија таму продолжија да се соочуваат со обструкциите кои има за бугарската држава за регистрација на здруженијата, што покажуваше на тоа дека овие пресуди од судот за човекови права во Страсбург се на некој начин неефективни и неефикасни. При тоа дојдовме до една задача која факаше да се проучи европската легислатива. Тука морам да се заблагодарам на Кристина Михайловска, која канцеларија која ми помагаше во изработка на оваа представка и дојдовме до неколку заклучоци. Прво, земавме во предвид дека нашите држави, нашето малцинство таму, дека тие луѓе се државјани на Бугарија, што значи дека се државјани на земја членка на Европската унија и дека може да користат права кои се загарантирани од актите до самата Европска унија. Па така, доколку прашувате по кој член или по која одредба е поднесена представката пред Европската комисија, кој ќе ви кажеме дека тоа е членот 17 од договорот за Европската унија, во кој е наведено дека компетенциите на Европската комисија, односно нејзина должност е да ја надгледува имплементацијата на правото на Европската унија и примената на договорот за Европска унија и договорот за функционирање на Европска унија. Врз основа на овој член, државјаните, односно физичките лица и правните лица кои што се државјани на земја членка на Европска унија можат да поднесат приставка до Европската комисија, која понатаму Европската комисија должна е да ја проучи и врз основа на тоа да изработи извештај кој го доставува до самата членка, односно држава на членка на Европска унија. Што се однесува на самиот основ, односно тоа на кои прекршувања на Република Бугарија се жалиме, кои членови, каде основа, каде овие се регулирани, мора да кажеме дека на оваа представка претходат 3 незаконити одлуки на бугарските државни органи, и тоа одлуката на Националниот централен регистар, Основниот суд во Благоевград и Апелациониот суд во Софија, со кои одлуки директно се прекршени неколку од клучните одредби од клучните закони во Европската унија. Така, имаме прекршување на член 12, односно правото на здружување, член 21 забраната за дискриминација или недискриминацијата и член 22 мултикултурализмот, односно културен диверзитет од чаптерот на основните права на Европска унија. Имаме прекршување на директивата на Советот на ЕУ 2000/43, која што се го гарантира правото на принцип на еднаквост независно од етничкото потекло и правото на здружување независно од етничкото потекло. Исто така имаме прекршување на членот 167 од договорот за функционирање на ЕУ, кој промовира промоција на мултикултурализмот на територијата на ЕУ. По поглед на ова, во самата представка ние се повикавме и на пракса на самата Европска комисија, при што тука дадовме како пример 2 случаја претходно позитивно решени од Европската комисија, како и еден случај од праксата на Европскиот суд на правдата каде се адресира значењето и важноста на правото на здружување. Во оние одлуки кои ги споменавме, кои се донесени од страна на националните органи во Бугарија, мора да кажеме дека образложението на истите е неосновано затоа што во нив се наведува дека се забранува регистрација на здружението поради тоа што истото представувало регрутација на македонско малцинство во Бугарија, кое малцинство на бугарските власти го негираат и кое со што може да се подкопа бугарскиот уставен поредок, што воопшто не е вистина и што, како што кажавте, спротивно на одредби од европското право. По поднесување на оваа представка која чинам беше примена
7-9 имаме конкурентница за прием на 7 септември 2023